Дваесети ноември, петок, 20 часот и 30 минути, стандардно на програмата на Ирис телевизија се емитува новата сезона на емисијата Тип 102. Како по концептот на претходните емисии, емисијата се состои од два дела. Во првиот дел ќе го представиме нашиот гледач. Како и во другите емисии имаме ексклузивни гледачи, типуваме и добивате. Се разбира, почитувани гледачи, сето тоа може да го остварите во вториот дел, кога ќе се јавувате и ќе типувате за нашата вечерашна добитна двојка, која одбравме ние, односно нашата режија. Вечерашната двојка за која ќе може да се јавувате на 612 313 и 612 314 е Реал Мадрид и Барселона, каде подоцна ќе кажеме некои детали во врска со овие две двојки, односно нивните надпревари меѓусебно. Би сакала да кажам, односно да изразам благодарност до нашиот поддржувач, обложувалницата Вилхил, кој е поддржувач на емисијата и ги поттикнува нашите гледачи да се јавуваат и при тоа да типуваат и да добиваат вредни награди, односно тикети од нашиот спонзор за бесплатно уплатување и добивки. Ново од нашиот спонзор е Кено. Тоа е играта на среќа, заедно поддржана со Државната лотарија на Република Македонија, каде секој викенд ги презентираме овие двојки, односно овие утакмици, и за повеќе информации, ако сакате да учествувате во оваа игра, можете да се обратите во спортската обложувалница Вилхил. Во последниот дел го презентираме исто така и добро познатиот Џаровски, односно нашето Џаро Катче, каде што се јавува добро познатиот Џаровски и дава своја прогноза за повеќе добитни двојки, кои исто така подоцна вие, почитувани гледачи, можете да ги уплатите и да добивате награди. По краткиот џингл следуваме со најава на нашиот ексклузивен гостин. Како вечерашен гостин го имаме Зоран Костовски, кој подоцна во првиот дел од емисијата ќе се представи која е неговата дејност во оваа емисија вечерва, кои се неговите функции во општината и зошто е дојден токму вечерва да типува, односно подоцна повеќе ќе зборува во неговото излагање. Нешто што сакам да кажам се добитниците од претходната емисија. Тоа се Иван Стојанов, Ристов Мартин и Петар Миовски, кои се јавија и секако освоија награда, односно бесплатни тикети за уплата во спортската обложувалница Вилхил. Во претходната емисија почестен гостин ни беше Дарко Стојанов, добро познатиот фудбалер на Брегалница, исто така типуваше за двојката Шведска-Данска, каде што секако добитно ја одигра, односно неговите прогнози беа точни. Да видиме кои се вашите прогнози вечерва, почитувани гледачи, подоцна во вашите јавувања. По краткиот блок реклами продолжуваме со представување на нашиот гостин и секако со емисијата Тип 102. Проследете не. Како што кажав и претходно во најавата за вечерашен гостин го имаме Зоран Костовски, кој во општина Штип е назначен со повеќе функции, воедно советник во Советот на општина Штип, наставник во основното училиште Тошо Арсов, но секако оваа вечер ќе зборува, односно има функција како представник на фан групата на Рома. Добро вечер и благодарам што ја прифативте поканата да учествувате во нашата емисија. Добро вечер, поздрав до сите ваши гледачи на оваа ценета емисија која го побудува вниманието на сите љубители на спортот, па мислам дека ќе даеме допринос со нашите видувања, гледање, погледи и како што најавивте околу фан групите, разговори и така. Се надевам дека ќе биде така. Колку фан групите се застапени во нашиот град и која е нивната дејност? Па вака ние, значи, еден извесен период од
уназад една година, може би повише, функционираме како фан група, со тоа што меѓу првите сакавме да има едно обединување на тие фан групи, односно зближување на младите, на младата популација која го опфаќа тие фан групи, повеќето се членови кои се помлади. Јас сум така, да кажем, и може би капитен, како што знаат да кажат моите членови во фан групата на Рома од Штип. И нормално дека има, значи, помлади членови, со тоа што организацијата првобитна беше, нели, собирање по кафичи, по кафетерии, по ресторани и гледање на утакмици, навивање со тоа што се истакнуваат, нели, транспаренти, знамиња, па дресови носат, нели, фановите на своите клубови. Така да едно обединување сакавме со тоа што ќе направиме нешто поинтересно и се потрудивме во наша организација во месец јуни, значи направивме еден турнир кој сите фан групи учествуваа, повеќето, всушност мислам дека некој откаже учеството, али мислам дека во друга прилика ќе бидат присутни на следниот турнир. Со тоа што имавме некои иницијативи да формираме некоја летна лига на овие фан групи кај што ќе привлече внимание, како што реков, нели, на младата популација, па и на другите. Првенствено го фокусиравме, нели, теренот на Джексон, на Мал Аекс сега. Таму го одигравме турнирот. Тој беше, пред се да кажем, од хуманитарен карактер, бидејќи знаеме дека сега и тешко се доаѓа во оваа немаштија на, нели, пари да се помогнат на млади луѓе. Тогаш помогнавме на момчето Иван Стојанов, кој имаше некоја, нели, болест, мислам дека одскоро отиде да се лекува, значи му посакуваме побрзо за здравување, да. И се надеваме дека и со тој мал гест, но голем, нели, за него, ќе допринесеме да ни се врати тука во Штип и да, нели, биде со нас па и да присуствува на овие турнири што ќе ги организираме. И да имаше, нели, може да се видат на кајронот и некои слики од тој турнир, каде што учествуваа 6 екипи, уплативме сите по 1200 денари, 7200 на трансакционата сметка на Иван Стојанов и мислам љубовта према спортот треба да биде апел на младата популација да се организираат на тој начин и да помагаат и за убави работи, и за хуманитарни работи, од секој карактер, значи може би да се претвори во една масовност која едноставно ќе има и забавен карактер, и хуманитарен, како што реков, и секој карактер кој пред се ќе биде зближување на тој млад свет, односно сите љубители на спортот, односно на малиот опите, како што реков, да бидат на едно место, па и заеднички, нели, како што реков, да се гледат утакмици, да се навива, се да биде во духот на едно фер плей, пријателство и се оно што ќе има зближување, нели, пред се и на, да кажем, не само во Штип и од другите градови. Пошироко во Македонија. Да. Така, како и лично бодрење, односно бодрење за личниот фаворит на секој поединец. Па вака да искористам приликата во контекст на ова, да се докажем, ние имаме иницијатива како фан група, верувам и другите, да одиме директно. Јас имав таа привилегија, чест да ја гледам мојата екипа Рома во Скопје, во купот на УЕФА, тоа беше 2004 година, во, мислам дека Лига Европа сега како што е, и се молев да се падне со Вардар и имав таа привилегија да се падне и бевме тогаш само тројца. Ја гледавме, значи беше фантастично за нас, нормално, бидејќи сме фанови на тој клуб, но имаме иницијатива натака и да одиме на Олимпико во Рим, на стадионот на Рома и да гледаме директно некој дерби, некоја интересна утакмица. Така, секоја чест за хуманиот гест и одржаниот турнир за поддршка на Иван Стојанов. Дали ваквите надпревари се само пријателски или имате и некои реванши или слично? Па вака, според прашањето, значи ние нормално дека сето тоа беше организирано, пријавивме на сите надлежни органи, а имавме и судии, што беа
да кажем, остручени, ги викнахме. Воопшто за секој надпор што се одржа. Да, мислам за конкретно за тај турнир бидејќи еден се одржа, а се надевам дека натака ќе бидеме многу поорганизирани, а дека ни подраздо нема да има некои си ексцесни ситуации или такво нешто, не ни размислувам во тоа, бидејќи што ви реков и таму, мислам дека беше Кангалов од навијачката група на Ливерпул, сме така постари, Емилче Здравефелд кај нас исто така постар, значи угледни луѓе, граѓани на град Штип кои сепак ние ќе бидеме пример на помладите и младите ќе ги учат тие работи како да се организираат, како да се дружат и како сето тоа да прерасне во едно искрено пријателство, другарство и како што реков со таков карактер пред се хуманитарен. Така. Споменавте дека сте поддржувач и организатор на фан групата на Рома. Колку членови брои оваа фан група? Па вака има еден интересен факт на ова прашање. Вели вие сте можеби најмалку навијачи, бидејќи Рома не е толку во таа категорија, да кажеме сега, на некои екипи што се многу побогати, зборам сега, нели, според цифрите, да, според цифрите што ги има податоците, нели, на мокноста на клубовите, како Барселона, Реал, Јувентус, значи Рома, да кажеме сега со новите газди почна да зима замав со добри купување на играчи и да кажеме се надевам дека оваа година ќе биеме шампиони на Италија. Натаму оди работава, но еве мислам дека тоа е самата екипа на Рома, значи е во таа категорија, значи во всушност тоа е суштината на овие фан групи. Ви посакувам успех понатаму во остварување на ваквите надпревари, односно и поддржување на истите. Колкав е интересот за вклучување во овие фан групи? Дали младите се информирани за истите, дали се вклучуваат масовно, дали ги поддржуваат своите екипи на достоинствен начин? Па добро, значи како што навиката да гледаме само по овие кафичи, да ги кажеме, или ресторани, можеби и на друг начин. Знам дека има и по другите градови, како што реков, одат гостуваат, например, одат во Штип, во Скопје, или обратно, доваѓаат тука. Значи има една такво пошироко дружење и действувањето на тие фан групи во овој момент. Понатаму, како што реков, нешто пошироко, треба финанси, треба пари, треба организација, во зародиш, во една почетна фаза, која што нормално дека ќе бидеме натака да се продолбочува и тоа е се, значи, во делот на фан групите сите ентузијастички настапуваат, односно сите си помагаат од свој џеб даваат, па така нели доаѓа до таа организација. Дека нели сите тежнеат кон тоа да го гледат уживо својот клуб и нормално дека тоа изискува многу си до Рим или нели присуство таму и се гледање не е за подценување, но еве ќе се жртвувам и за тоа, така да кажем, и како вервијачи да не влече тоа и нормално од си даваме тие пари за да одиме да си гледаме нашиот омилен клуб. Од речија ми јавува дека имаме гледач на линија, дали е се уште гледачот на линија? Да. Ало, добро вечер. Ало? Повелете, во програма сте. За Реал Мадрид Барселона. Така, име и презиме ке? Јакимов Ристе. Јакимов Ристе. Да. Која е вашата прогноза? 2+ прво полувреме. Така. Ви благодарам на јавувањето. Пријатно. Доколку немаме уште некој гледач на линија, би сакала да продолжувам нашиот вечерашен гостин. Режија. Ало, добро вечер. Добро вечер. Здраво. Тука е Димовски Дејан. Дејан, повелете Дејан. Од Штип. Множина за Реал Мадрид единица. Така, се надам дека вашите прогнози ќе бидат и во наредното издание на емисијата. Да прашам нешто? Ви молам уште еднаш. Ако можам да ги подигнам наградите?
Наградите ги можете да ги подигнете во просториите на Ирис телевизија секој ден, работен ден до 18 часот. А можем ли утре? Секако. Добро, пријатно. Пријатно. Ајде. Ви благодарам на јавувањето, се надеваме дека вашите прогнози ќе бидат точни. Реже, дали може да продолжиме доколку немаме друг гледач? Во оваа пригода сакам и споменам дека и приватно сте поврзани со спортот, односно вашиот син, познатиот пинг-понгар Петар Костовски, има освојувано многу награди и признанија во овој спорт во пинг-понгот. Како го бодрите? Дали е исто така тој член на некоја фан група? Па сега да не спомнам дека таткото е фан и на Рома и синот, а тоа е точно, можете да го видите на Керонот кај што се кажуваат сликите дека и он е присутен на тие средби, гледање на утакмиците, значи и тој е член на фан група на Рома. Нормално дека додатен стимул, јас уште од мал имав, еве сега ќе искористам приликата тука, е знамето на Рома кое покажува дека Рома има 3 шампионски титули. Тоа е 41, 42, па 82, 83 и последната е 2001, 2002. Кога Петар се роди 98 година, тој имаше некаде 4 години и се сеќавам на една ситуација кога Рома беше во таа еуфорија кога, нели, кажем, по зелениот тепих за шампионската титула 2001 година. Така бучно навивање од моја страна, он се уште беше малечко дете, не 4 години. Па имаше ситуации кога го преплашував. Така зашто урлање. Да, и така тој во дека ги прифати тие мислам мои погледи, бидејќи го воспитува во духот да, нели, идоли. Мој идол е Франческо Тоти, капитенот на Рома, кој е, значи, долги години тој Рома кој израсна, нели, имаше понуди од Реал, не знам, ромски суми, но сепак остана верен на Рома и духот на лојалност према клубот кој го, нели, афирмира, го поштувам сите, го поштуваме нашите членови на Рома, разговарајќи вака меѓу себе. Значи духот на Рома е фактички тоа дека сите водачи на Рома се фактички италијани кои потекнуваат од школата на Рома. И тоа е еден посебен драж за таа екипа, која се разликува за разлика од другите. Еве, например, кога се спомне, например, Реал Мадрид, ќе видите дека водач на Реал Мадрид е Роналдо, кој од Португалија, не е дете на Реал. Меси исто така е аргентинец, не е, нели, да кажеме, во Барселона е лидер, но не е од школата на. Тука имаме еден друг случај кој е за почит, бидејќи пак ќе кажем, нели, Рома не е толку богата екипа за разлика од другите, но се држи на тој дух. Значи, навијачката група на Рома е на посебна приказна, има тука исто така презентер на Рома, тој е коментаторот Карло Зампа, кој со коментирање ги подига емоциите на сите, нели, членови, мислам, фан групи, фан навивачи на Рома, што дава еден посебен, нели, да кажеме, драж на и така, мислам, секоја екипа си има своја специфика, нормално јас си го бранам своето и си го кажам моето. Има да каже, нели, фан поддржуваш за својата екипа, тоа е карактеристично. Само заборав да кажам дека и плюс уште има на заедно со Јувентус на освоените купови на Италија, по 9 има Рома, но за жал Јувентус не престигна, има 10, значи Рома е втора. Се надевам дека оваа година ќе бидеме добри и во купот, али пред се, значи нашата цел како сега зборам, нели, представник на Рома, е освојувањето на скудетото на италијанското првенство и тука сме сконцентрирани, нормално и секој успех во Лигата на шампионите, каде што следната утакмица е со Барселона на Nou Camp, ќе е клучна и нормално се надеваме на потомошното, нели, продолжување на надпреварите на Рома во Лигата на шампионите. Така, верувам дека вашето излагање ќе биде поттик за сите оние навивачи кои што имаат свој фаворит да се вклучат во фан групите и заедно да ги поддржуваат овие утакмици, односно своите фаворити. Сега би сакала да преминам звоно што сме дојдени овде, нашето типување за добитните двојки вечерва. Режија, овде е табелата.
каде имаме 10 добитни двојки и почнувајќи од првата, да дадете ваше излагање и ваша прогноза за оваа утакмица. Ньюкасл Лестер. Овака, мојот избор за оваа утакмица беше Ньюкасл Лестер, бидејќи Ньюкасл се во многу тешка ситуација оваа сезона во англиското првенство, па како што знаат да кажат старите играчи или типувачи на спортска, да го спасеме Ньюкасл колку што можеме. Ова е шанса, бидејќи Лестер не е некоја екипа од тој ранг, значи тука некаде се по квалитет и домашниот терен, мислам дека ќе биде еден императив на Ньюкасл за да победи и да фати последен воз за да може да се спаси, нели, од испаѓање во премиер лигата. Значи тип 1. Тип 1, да. Така. ВБА Арсенал. ВБА Арсенал го типував со тип 2, затоа што Арсенал е во форма, се гледа дека добро, нели, игра оваа сезона и дека реди успеси. Мислам дека ВБА исто така не е екипа на нивно равниште и би требало Арсенал тука да поентира за нормално да оди кон тоа да го освои шампионатот, премиер лигата. Како беше лигата во Англија? Шампионшип. Манчестер Сити Ливерпул. Манчестер Сити Ливерпул беше типувано гол-гол, ако не се лажам, така беше. Мислам дека и двете екипи имат некоја, како што реков, англиски фудбал не го преферирам, но ајде заради типувачите во штип, бидејќи тука гледам дека сите обично типуваат на англиско првенство и затоа малку повише парови од англиското првенство, значи мислам дека реално е гол-гол и двете екипи да постигнат по еден гол, бидејќи Ливерпул има, нели, нов тренер, поранешниот тренер на Борусија Дортмунд Клоп и Сити, така да победникот е, нели, да кажеме, неизвестен, но најсигурно е гол-гол. Гол-гол, така. На четвртата позиција се наоѓа и вашиот фаворит Рома, Болоња Рома, која е вашата прогноза? Добро, ја реков да го оставиме намерно последен, ама ајде веќе што може да следно. Нормално познавачите тука во Штип, пријателите и оние блиски што ме знаат како, нели, експонент на Рома, сите ме прашуваат колку Рома да играеме. Кај мене има тенденциозност тие секогаш не знам со која екипа да играе нормално, и со Барселона кога играе ќе типувам двојка Рома да биде, да. Во овој случај значи нема двојби, Болоња Рома сигурна двојка, можеби најсигурна од овие сите 10 пара, значи што викат по старите типувачи, цемент двојка. Така, Волсбург Вердер? Волсбург Вердер, мислам дека офанзивно играат германско првенство и мојот тип беше 3+, така реален. Волсбург играе офанзивно дома, атрактивно, имаше неколку утакмици кои завршија со 3+, зашто и ова да не заврши со 3+. 3+. Така, нашата вечерашна двојка за гледачите Реал Мадрид и Барселона, кој е вашето излагање и вашата прогноза воедно за овие два фудбалски клуба? Овие се два гиганта, кои што рековме, нели, пред се финансиски, и тука ривалството на дербито е со име Ел Класико, не случајно, нели. Мислам дека секогаш е било атрактивно и многу голови и многу, нели, интересни работи, бидејќи во прашање голем ривалитет. На едната страна Роналдо, на другата, нели, Меси. И сите предуслови за едно дерби се исполнети. Мислам дека ќе бидат горе-доле комплетни екипите. И исто така, можеби 3+ е мал, да кажем, коефициент, но мојот тип беше 3+, затоа што мислам дека двете екипи ќе дадат по некој гол и на крајот ќе биде 3+. Така, две квалитетни екипи и две добитни, односно супер двојки за прогноза оваа вечер. На седмата позиција ги имаме Брегалница, Македонија и Ѓорче Петров, нешто од нашата лига. Брегалница Ѓорче Петров, нормално дека локал патриотски кога дојде ваква ситуација, морам да бидам исто така тенденциозно расположен, да. И мојот тип е единица, затоа што Брегалница ни е на сите во срцата, пред се, нели, тука ради нашиот род тип, и секогаш сакаме Брегалница да победи, со неа сме и се надевам дека ова година, без разлика на тешката ситуација во Брегалница, општо во спорт во Македонија и у Штип,
Брегаланци ќе успее барем да влезе, да кажеме, после многу години во горниот дел плей-офот, а не во плей-аутот. Се надевам искрено и јас со мојата помош ова вечер сам единица ќе видам како утира на тоа што Брегаланци ќе победи во недела. Така се подржува и кога победува и кога губи. Нормално. Апсолутно. Ајакс Камбур. Ајакс Камбур ги одбрав овие два тип Холандија и следниот тип. Намерно бидејќи мислам дека многу лесно доваѓаат до победи, макар што некојаш, како викат старите играчи, знаат да ја наместат нели утакмицата и да направат некоја бомба. Меѓутоа Ајакс Камбур мислам дека тука е мртва трка на овие два клуба за холандското првенство и освојување на првото место и евентуален кикс на едниот или на другиот не би му одело прилог, а бидејќи двете се екипи квалитетни, значи, а овие другите две што играат се доста испод нивното нели рамниште. Ајакс, значи, ќе биде сигурна единица. Така, Вилјем втори, како што реков, исто од холандската лига. Ништо друго освен двојка не ми дошло во предбит во овој тип, значи Вилјем втори ПСВ да биде тип 2. Тип 2, така. Као последна двојка за типување ги имаме Селтик, Килмарок. Добро, можеби ќе добијам забелешка од останатите тие, да кажеме, страствени типувачи на спортската, бидејќи е малку ефициентот, но еве чисто како да кажеме штипски кажано подпунка една Селтик Килмарнок, мислам дека еден сигурна единица. Искрено не знам колку носи ово типување според некои коефициенти, но мислам дека 80-90% треба да точно да сум типувал и да кажем, ризичен пар е можеби првиот Нјукасл и затоа го стави прв. И ако тргне со тој прв пар, оние другите се полесни. Така. Според вашето долгогодишно искуство во двојки се надеваме дека и ќе бидат точни прогнозите, па и дека гледачите се надевам ако некој го напише ова лишче дека и ќе се офајди, ќе дојде до некоја паричка, некој џепарац. Цврсто стоите на тоа дека на утакмицата на Реал Мадрид Барселона ќе има повеќе од 3 гола на оваа утакмица. Го слушнавме излагањето, овие две екипи се квалитетни и доста имаме за прогнозирање, односно за типување вечерва и секако за добивање на награди. Слушнавме што имаше да каже нашиот вечерашен гостин Зоран Костовски. Уште еднаш ќе изразам благодарност за тоа што прифативте нашата покана и се надевам дека се гледаме во наредна прилика и воедно како последно би сакала да ја прашам односно да ни ја кажете вашата препорака за овие фан групи и зошто младите навивачи треба да се вклучуваат во нив, да навиваат и да се дружат. Па, значи тоа го кажев, пак ќе го повторам, значи самите фан групи, или самиот збор фан е забава, од англиски преведено, со нели пред се е забава, нели тука имаме малку и крива слика ние бидејќи на западот, да кажеме, можеби е друго сватено тоа и гледајќи на работите, гледаме како на една утакмица еве у стадион некој со камерата ќе фокусира на бабичка од 80 години која гледа утакмици, која ужива во тоа. Значи пред се ние немаме услови, да кажеме, немаме такви стадиони освен нашиот стадион што е Филип II во Скопје. Наме дека се помалку и таму, нели, се навива и да кажеме приматот и Вардар го изгуби како некој клуб кој влечеше во Македонија, се повиши. Значи, можеби фан групите има еден позитивен пример на Хајдук од Сплит, кој фан групите фактички го спасија од распад тој клуб. Значи, навијачите даваа пари, донации за да може тој клуб за да се врати во една финансиска стабилност. Значи, сите помогна, гледате, значи, влијанието, фактички фан групите се како еден вид синдикат на клубот, да кажем, пластично кажено. Сега, ние тука во Македонија сме далеку, например, од Рим, али, еве, организацијата во смисла на тоа дека имаме, се подготвува, мислам дека главното седиште на Рома фан групата за Македонија е во Битола, така беше. Таму треба да се зачениме како, нели, да си плакаме чланарина, мислам дека е 300 или 500, не знам точно колку беше. И сето тоа собирање, значи, пак ќе повторам и во тој дел, е зближување на младите, значи, едноставно една позитивна енергија да има во тоа навивање, да, и тие, значи, средби да бидат од еден
карактер кој младите ги изближува, ќе Пред се остава забавен. пријателства, да, значи забава и Потоа и ќе има мотивирајќи. ќе има мотивација за своите идоли, своите чувства, своите емоции да ги искажуваат, но во нормалната, значи да се контролираат, да нема изливи на негативна енергија, да нема како што ние собрале се на пример у кафана и например да прекомерно дозирање на алкохол Се да кога биде гледат во утакмица, значи најмирен, тоа да се така. спрече, значи да сух и мислам и да се гледа на спортски начин и на крај ако тај што ќе изгубе да има доблест да му честита на тај што На победник. што победува, да. И тоа се случува со нас, нашата фан група да кажем е и во кога сме играле вака, нели кога што спомнавме турнирот и кога се собираме, кога заедно гледаме, едноставно да има еден дух на пријателство и на нели Хармонија. почит што би рекле ние. еден према други, да. Така. Ви благодарам на гостувањето. Благодарам на поканата и ќе се видиме Во наредна прилика. Сега се одјавуваме со краток блок на реклами, а потоа продолжуваме со јавување на гледачите, односно со типување на Реал Мадрид Барселона. По краткиот блок на реклами почнуваме, односно продолжуваме со вториот дел на емисијата со јавување на гледачите, односно пред да започнат со јавување со нашето добро познато Џаро Катче, јавување на добро познатиот Џаровски и типување на негови добитни двојки. Режија, дали го имаме Џаро на линија? Го имаме Деспина Џаро Катче, Џаро е на линија. Добро Вака вечер. за викендот сега да даеме моја идеја. Партијата голема беше денеска, кај вас ги даде своите идеи, ги прими вашите идеи, а за утре, за викендов од мене имаме вака. Уческа, Пълзен Кец. Така, тип 1. Во Франција, ПСЖ двојка. Партизан Нови Пазар? Партизан Нови Пазар Кец, во Србија, во Русија ЦСКА Кец, дома, конечна Брегалница треба да тепа Кец, дома мислам Кочани дома, во Турција Бешикташ Кец, во Јужниот сосед во Грција Јанина со Аел Кец и во Босна Широки брег Травник Кец. Тоа е мојот тип за викендов и пожелувам се најдобро и конечно да одите на каса, да биде добро, да се израдувате, да се почастите и да бидете весели. Секој е добро на сите гледачи, ја и Зегин ве поздравуваме, а сите гледачи на Ирис и понатаму да гледат Ирис, бидејќи Ирис по сите анкети најгледална телевизија. Поздрав до сите, чао десена. Благодариме на јавувањето, поздрав Браво. и до вас и пријатна вечер. Фала. Сега го прогнозите на Џаровски, се Пулзен Млада Болеслав тип 1, Партизан Нови Пазар тип 1, ЦСКА Москва Крилја Советов тип 1, Брегалница Металург тип 1, Бешикташ Сиваспор тип 1, Јанина Колони тип 1 и секако последната двојка која што ја спомна Џаровски се Лориет ПСЖ тип 2. Доколку немаме гледач на линија, сакам да изразам благодарност до нашиот гостин за неговото отстапување на дресот на Рома, поточно на неговиот фаворит Тоти, како поддржувач и секако поттик и ние да бидеме поддржувачи на неговата фан група, односно на неговиот фаворит на Рома. За вечерашна двојка, како што кажавме, поменуваме во емисијата, во текот на емисијата, ги имаме Реал Мадрид Барселона, каде што нашите гледачи може да се јавуваат на 612 314 и 612 313 и да типуваат, односно да искажуваат своји прогнози за овие две фудбалски двојки. Сега би сакала да преминеме со меѓусебните надпревари, стандардно како и во секоја емисија, правиме една мала ретроспектива за овие
фудбалски клубови, односно за нивните надпревари, како се одбивале победите, односно падовите на секоја екипа, почнувајќи од 2011-та на нашата табела се до 2015-та година ги имаме Реал Мадрид и Барселона на меѓусебни надпревари, каде што имаме различни издвојувани победи од страна на двете екипи, затоа што, како што знаеме, двете екипи се доста квалитетни, односно, според статистиката, голови постигнати од страна на Реал Мадрид се 278, а од страна на Барселона се само 10 помалку, односно 268 гола. Исто така статистиката вели дека имаме 71 победа на Реал Мадрид, 67 победи на Барселона и 32 нерешени утакмици. Се надевам дека оваа мала статистика ќе ви биде поттик да типувате и да се јавувате вечерва, односно да ги кажувате вашите прогнози, па и да добивате некои награди. Исто така во втората табела на меѓусебни надпревари ги имаме оние надпревари од 2006 година се до 2011 година, каде што ги гледаме статистиките на двата клуба, односно кој е поквалитетен. Доколку имате ваше мислење за овие два клуба, можете да се јавите на нашите броеви, ќе ви вклучиме програма и при тоа ќе доделиме некоја награда. Во моментот ја гледаме табелата на лигата на шпанската лига на шампиони. Од првото до 11-тото место се Барселона на првото место со 27 поени, Реал Мадрид со 24, Атлетико Мадрид, Селта Виго, Вилјареал, Ейбар, Валенсија, Атлетик Билбао, Ла Коруња, Севиља, Бетис и секој до 20-тото место каде што ги имаме Леванте и Гранада со 7 поени поединечно. Кога сме веќе кај спортските екипи, односно кај фудбалските клубови, еви јас да го истакнам моето мислење за тоа дека сум страстен навивач на Реал Мадрид и дека ги поддржувам и секако не е својствено за женската популација, меѓутоа еви ние пратиме фудбал и ги пратам овие надпревари, па исто така би типувала со тип 1 можеби, а можеби и 3+, затоа што и Барселона е доста квалитетна екипа и се надеваме дека ќе има и победа, односно повеќе од 3 голови на оваа утакмица. Нашите гледачи сигурно се веќе излезени или се спремаат за излегување, па затоа ги нема на линија или пак не се доволно убедени за која двојка, односно за која фудбалска екипа да гласаат. Кога сме веќе кај тоа, би сакала режија да ги прикаже меѓусебните надпревари, да се подсетиме, можеби таа статистика ќе им даде поттик да прогнозираат и да типуваат оваа вечер. Така како што реков, од 2006 година, односно од месец октомври, се до последниот надпревар одигран во месец март во 2015 година, каде што имаме победа на Барселона. 2014 не така далеку, имаме победа на Реал Мадрид со 3:1. Понатаму 2014-2013 гледаме дека има издвоено повеќе надпревари, односно пред се победа на, како што можам овде да видам, 2013 година, па добро, тука се измеруваат силите на овие две екипи, односно имаме победа и на двете екипи, равномерна победа на двете екипи. Во 2006 година имаме 2:0 победа на Реал, потоа нерешен резултат, па победа повторно на Реал, победа на Реал со 4:1, понатаму се подобрува екипата на Барселона, па имаме 2:0 и сето тоа до последниот одигран надпревар, што ќе се случува утре во 18 часот и 15 минути. Ќе го проследите надпреварот и можеме да го коментираме во наредната емисија на Тип 102, наредниот петок, секако стандардно на програмата на Ирис телевизија во 20 часот и 30 минути. Режија, доколку немаме гледач, сакам и овде да се одјавам од емисијата, да им посакам успех на сите овие групи за кои што зборувавме вечерва. Се надеваме дека ќе имаат победи, односно им посакувам победи во наредниот период. Секако им сакувам и успех на сите оние фанови на Реал Мадрид и Барселона, односно да победи оној подобриот токму утре.
За претходните емисии исто така би ги споменала и нашите почитувани гости, Емил Павлов во првата емисија, односно во првата сезона на првата емисија, и Дарко Стојанов, добро познатиот фудбалер, кој го имавме во втората емисија од првата сезона на Тип 102. Благодарам на вниманието, се гледаме наредниот петок во 20 часот и 30 минути. Останете со програмата на Ирис телевизија и имајте пријатна вечер. Се најубаво.